има два вида, вака од медицинска гледна точка, има два вида на слабење. Така. Едно е слабењето на 25 годишно девојче. Заради изгледот, физичка Ете така, атрактивност. значи да, тоа сакам да го кажам. Значи и тука е во ред. И ќе се активира малку повеќе и така натаму има, сакам да речам, едно е слабењето Но на таа никако не возраст. сме да гладува. Не, гладување апсолутно исклучено. Но друго е слабењето во прашање кога се присутни медицински состојби. И тука ги охрабрувам пациентите да внимаваат на тој момент, бидејќи треба стручно лице кое што ги разбира и медицинските аспекти на нивната состојба. Дали станува збор за аденом, дали станува збор за тумор, дали станува збор за промена во хормони или на било кој друг начин, покачен крвен притисок, дислипидемија, апсолутно замастен црн дроб. Еве, например, за замастениот црн дроб, пример само еден ќе кажам, може да даде некој или да препорача, например, сок од цитрон, а при тоа човек ако зима некои лекови за овие работи кои што ги кажа, сокот од цитрон е толку потентен, толку силен, што може да ги елиминира лековите кои што пациентот ги прима. Бура едноставно да настане во организмот. Тој делува на ниво на ензимите на самиот црн дроб. Сокот од цитрон збориме. И тој може да направи и тоа како сериозен проблем во однос на дозата на лекот кој што се зема. Или комбинацијата на синтром, земајќи го по шема според начинот на исхрана. Затоа велам, треба да се разграничи. Така, има и да слабење, се слуша советот. така, има слабење кое што нема медицински димензии, значи каде што е, еве реков, 25 годишно девојче сака да слабее, се разбираме. Целосно здраво, се е во ред. Од и физичка активност, вие од 40-та година нагоре не можете ни да има така како да 25 годишна Да, девојка, и тука се така случуваат проблеми. Сум видел пациенти со така наречени микрофрактури на нозете, особено на подколеницата. Зошто? Заради тоа што тоа тело не е спремно сега. Нели, ние сме мирувале до 40-та, и ајде сега некој амбициозен тренер, супер, он е добар, он е фит, он е тоа се е во ред, се е супер, ама ај сега да почне да скока човек на моја возраст, кој што претходно не бил физички активен. Убаво објаснато. Ме разбирате, значи и на срцето му треба по период на адаптација, но и на коските им треба период на адаптација. Сакам да речам, ние мораме слабењето... Се во свое време. Така е. И мораме да ја гледаме слабењето низ призмата на здравието на конкретниот пациент за кој што зборуваме. Затоа ќе се побара крвна слика, затоа ќе се побарат сите други работи, бидејќи не е толку едноставно кај овие случаеви, кај повозрастните и како напредува возраста, пак уште повеќе.